Става посебна чест и задоволство што еве на покана на градоначалникот Борче сум овде во Петровец да присуствувам на овој исклучително важен настан не само за општината, туку и за граѓаните на општина Петровец. А тоа е поставување камен темелник на новата општинска зграда. Кажа градоначалникот дека речиси 70 години, повеќе од 70 години не е направено ништо, но еве затоа сега конечно се прави нешто кое што во рок од 6 месеци ќе ја разубави општината, но и ќе има пристојни услови за работа општинската администрација и јас се надевам дека ќе има уште многу нови проекти во самата општина, многу инвеститори, нови домашни, странски и така натаму, кои што со задоволство изминатиот период својот бизнис го преселија овдека или па го формира овдека во општина Петровец. Задоволството уште поголемо што без подршка од буџетот, кој што и онака гледа како да ги обструира градоначалниците од ВМРО ДПМН, со сопствени средства, самата општина успева да најде начин да реализира на ваква голема стратешка инвестиција, а како дополнение на тоа и оваа велосипедско-пешачка патека во должина од 2,5 километри, која што исто така со сопствени средства општината сама ја гради, значи некои си 45-46 милиони денари инвестиции, кои што би требало од тоа што успеав да прочитам на таблата велосипедско-пешачката патека да биде готова некаде крајот на септември месец, почетокот на октомври, а како што кажа градоначалникот, општинската зграда да биде до крајот на оваа година, евентуално почетокот на следната година. Продолжуваме да градиме, градоначалниците од редот на ВМРО ДПМН продолжуваат да градат, додека владата продолжува да краде и да се нижат тендери во 4 очи. И тоа е разликата и јас сум убеден дека разликата која што ја препознаа граѓаните на локалните избори ќе ја потврдиме со едно огромно парламентарно мнозинство и победа на ВМРО ДПМН на следните предвремени парламентарни избори. Да. Јас имам едно прашање, повеќе прашања во едно. Повеќе прашање, добро. За референдумското прашање, дали може појасно да ни кажете сега, еве помина некое време од како рековте дека имате консултации со експерти, дали веќе стана јасно како ќе изгледа тоа, дали со оглед на тоа што партијата ќе се фокусира на референдумот, тоа ќе значи дека предпремените парламентарни избори би биле во втор план и еден пресек за активната блокада во собранието, дали сте задоволни, дали беше успешно во овој период ЕВП да започнат одморите, дали сте задоволни? Па да, еве, ајде да дадам практично 3 одговори на овие подпрашања. Што се однесува до референдумското прашање, отприлика консултациите со експертите и внатрепартиските консултации конвергираат кон тоа што и самиот претседател на државата го кажа, Стево Пендаровски, и многу блиску сме до таа содржина кој што и тој ја кажа во јавноста, и јас очекувам како што тоа го кажа во јавноста, така и доколку конвергира содржината, односно суштината на тоа референдумско прашање, Пендаровски да излезе јавно со став и да каже дека ќе излезе тој заедно со неговите соработници на референдумот и ќе го поддржи, ќе гласа, а ќе гласа нормално според своето убедување. Дали треба да продолжиме под овие услови, под услови на диктат, или ќе треба да продолжиме под некакви поинакви услови кои што ние како ВМРО ДПМН и останатите, би рекол, опозицијски партии, но и други кои што се партии во власта и слободно мислечки пратеници, мислат дека треба да продолжи Македонија. Односно да не бидеме под диктат, под закана за асимилација во 21. век, повторно во современа Европа, во Европа во која што треба да има рамноправност, во која што ќе треба вредностите да победуваат, демократските вредности се разбира, вредностите на 21. век, ние се уште да се плашиме и да се бориме за нашиот идентитет. Така што, ете, тоа е отприлика одговорот на вашето прашање поврзано со референдумот. Да скратам, очекувам поддршка од претседателот Пендаровски, но и очекувам поддршка од останатите политички партии да излеземе и да видиме каква иднина треба да има нашата Македонија. Поврзано со изборите, ние сме на ставот дека оваа влада е исклучително корумпирана, неспособна, нема визија и дека треба да замине час поскоро, односно повеќе да не се повтори никогаш, и затоа било кој термин кој што никако не може да се доведе во врска со референдумското изјаснување е за нас добре дојден, подготвени сме да излеземе на избори и да освоиме мнозинство во парламентот, со што би немало од една страна уцени за ВМРО ДПМН, од друга страна би можеле да ги исправиме грешките кои што ни се случија изминативе 5 години и да донесеме наистина обнова и подобар живот за граѓаните во Македонија. Што се однесува до активната блокада, јас ќе ве потсетам, ние преку таа активна блокада спречивме многу законски решенија кои што и во јавноста, самата јавност ги прогласи како штетни, како што е законот кој што беше поврзуван со
користењето или злоупотребата на опојните дроги, оние познати плантажи со марихуана. Потоа тука би го навел последниот пример, односно трикот кој што се обидува, би рекол на шибицарски начин од власта да го протната, тоа се измените во законот за работни односи, со што требаше на голем број партиски судии и обвинители да им се продолжи работниот стаж, незаконски, бидејќи се знае кој е матичен закон кој што се однесува за овие луѓе. Потоа тука беше оноа автентично мислење, оној закон за коцкање, знаете, законот кој што се обидува исто така на шверцерски начин на полнок да го поминат во парламентот и уште многу закони кои што активната блокада ги спречи. И ќе продолжиме на тој начин да се однесуваме, дури и ќе ги изостриме нашите чекори од септември месец па натаму, бидејќи како што разбрав вчера парламентот е распуштен и некаде таму на 30 август, ако не се лажам, ќе треба повторно да се соберат пратениците. Така што продолжуваме со подготовките, со планот, продолжуваме и на терен со градоначалниците да го испорачуваме тоа кое што е ветено за време на локалните избори. Многу работи се ветија, многу работи се реализираат и да ако кажам дека можеби за половина мандатот на градоначалниците голем дел од тие проекти ќе бидат реализирани, може ќе делувам претенциозно и преоптимистички, но сепак можам со огромна сигурност да кажам дека во најголемиот дел од општините тоа што е ветено за 4 годишниот мандат, веќе на половина од мандатот ќе биде реализирано во исклучително тешки услови, кога немаме никаква поддршка од страна на централната власт, напротив, обструкции, тоа го чувствуваат и граѓаните, во услови на енергетска криза, во услови на тешко стопанисување со јавните предпријатија, посебно за водоснабдување. Единственото нешто што во овој момент не поскапува, а тоа е водата за граѓаните во општините каде што ВМРО ДПМН има градоначалници. Така што отприлика тоа е, да. Односно референдумот сакам да потпрашам. Рековте дека очекувате поддршка од политичките партии, но можен ли е консензус за усогласување на референдумското прашање? Ние сме на располагање секогаш, апсолутно, да, стоиме на располагање секој оној од владата кој што сака да се консултира, подготвени сме да појдеме на состанок клубот на пратеници, на нова лидерска средба, да разговараме, да го утврдиме референдумското прашање. Јас веќе на следната седница на извршниот комитет ќе излезам со позиција откако ќе завршат консултациите со коалиционите партнери во рамките на самата коалиција, бидејќи сакам на крај да го слушнам и мислењето на коалиционите партнери, многу значаен сегмент од коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН, да излеземе пред членовите на извршниот комитет, на централниот комитет, и во секое време на владата стоиме на располагање на состанок да разговараме за референдумското прашање. Нема бегање од ова, нема бегање. Што ќе значи успешен референдум според вас во овој? Па ние сме за задолжителен референдум. Формално правно, гледам има јавна дебата од страна на власта и од оние инсталации на власта во опозицијата, чие што заедничка цел е да не успее овој референдум формално правно. А тоа е да нема 50% плюс 1 од бројот на избирачи кои што се дел од избирачкиот список. Тоа е заедничкото помеѓу власта, предводена од СДСМ и овие малкумина незначителни инсталации на власта во опозицијата и помеѓу македонскиот блок. Само тие имаат единствена желба, а тоа е референдумот да не успее. Тоа е суштината нивна. А нашата суштина е што е можно повеќе граѓани да излезат на тој референдум и да си го дадат својот глас. Доколку власт одлучи да не го бойкотира или да не го попречува референдумското изјаснување, јас сум убеден дека референдумот и формално правно ќе биде успешен. Доколку се обидува да го попречи, да го обструира, да го бойкотира, бидејќи он еднаш кога си бойкотира довербата во парламентот, се сеќавате кога избега на шверцерски начин, тогаш ќе се бориме за да дојдеме и до формално правно успешен референдум, но секој еден глас на референдумот, без разлика дали ќе биде за или против референдумското прашање, е највисока форма на демократија. Јас ја почитувам, се поклонувам, бидејќи суверенитетот доаѓа од народот. Народот е суверен на оваа држава, не политичарите, не политичките елити. Така да секој граѓанин што ќе излезе и кој што ќе даде својот глас, без разлика дали тоа ќе биде за или против, јас го поздравувам, му честитам на храброста и очекувам таа бројка да ја надмина на формално правно потребната, а тоа е 50% плюс 1. Извинете уште кратко само за дали поверата поддршка од останатите политички партии, да речеме на албанските опозицијски. Директно не. Па еве користам оваа прилика да побарам од сите, подиректно од ова, мислам дека сите медиуми се тука денеска, ја користам оваа поддршка не само од политичките партии, и од академијата, и од универзитетите,
и од верските заедници, и од сите барам, иако Македонија е секуларна држава, од сите барам буквално да ги повикаат граѓаните да излезат и да се изјаснат, бидејќи се изјаснуваме за единината на родените и на неродените генерации. Затоа ги повикувам сите да се изјаснат на тоа дали сакаме ваква асимилаторска европска еднина, која што во суштина ја немаме, или сакаме достоинствено да чекориме кон патот на Европа, кој што се темели, ќе повторам, на трите столба кои што ги имаат поставено уште при формирањето на истата почитуваните Аденауер, Шуман и Де Гаспери. Тоа е суштината. Тоа е суштината. Краток коментар за поскапувањето на цената на парното и дали е можно да се избегне дополнителна енергетска криза со оглед на оптимизмот на Ковачевски дека ќе се набави јаглен, ќе има доволно, но и она што во тек е набавка на мазут. Оптимизмот е дека ќе се набави јаглен, а не дека нема да имаме енергетска криза. А не е оптимизмот по која цена и од каде пари. Еве сега да речеме, повторно ќе дојде во парламентот закон со кој што вие, граѓаните, ќе се задолжите со 100 милиони евра. И они сега што сакаат да направат? Сакаат да прогласат енергетска кризна состојба, за да можат овие 100 милиони евра при оваа набавка на јаглен, на мазут и останато да ги трошат во 4 очи да крадат. Нашиот став е да, за енергетска кризна состојба, но прво да видиме каде ги потрошија парите на граѓаните од минатата енергетска кризна состојба. И нема да ги поддржиме овој заем од 100 милиони евра, се дека не видиме каде отидоа парите на граѓаните, на народот, затоа што владата и владините министри се побогати, а народот е се посиромашен. Додека не видиме каде отидоа парите, ние нема да се согласиме нити на новата енергетска кризна состојба, ако треба мерки за поддршка на стопанството, подготвени сме како мерки да ги поддржиме, но не и да дозволиме владата да дивее на начин на кој што ќе ги краде парите преку, условно кажано, енергетска кризна состојба. И сега видите во вториот парадокс. Првиот парадокс е го плячка Елем. Елем кој што произведувало по 6-6,5 терават сати, сега произведува помалку од 3 терават сати и како награда добија нова компанија со нови управни, со нови надзорни одбори, која што треба да врши затоплувањето на Скопје. Овие способниве, што ја уништија Елем, сега треба да им дадеме во рака нови 100-200 милиони евра, пари на граѓаните, да уништат новата компанија со нови управни, со нови надзорни одбори, така натаму. Прилика тоа е планот и тоа е она кое што ни го нуди владата, а нормално во јавноста пред граѓаните шири условно, би рекол, песимизам и позади завесата ги бројат провизиите од тендерите во 4 очи. Тоа е суштината, тоа ние нема да го дозволиме како ВМРО да полни како опозиција. И за цената за парното? За парното тоа е плячка. Граѓаните од прилика некаде двособен стан ќе плаќаат годишно од 70 до 100 евра повеќе, а оние кои што се во тројпол собен или може би поголем стан ќе плаќаат повеќе од 100 до 120 евра годишно за парно. Парното годишно е поскапено повеќе од 50%, само сега е 15%, и тоа е поради лоповлукот. Повторно ќе кажам, поради плячката која што ја прави владата, злоупотребувајќи енергетската кризна состојба и договарајќи тендери во 4 очи. За Илинден уште да кажете каде е? Па традиционално во Струшкото сморуниште.